Секојдневно се зголемува бројот на илегални преминувања од Грција во Македонија. Колкава е бројкава за последниве неколку месеци, откако официјално или неофицијално беше затворена балканската рута? И со што се соочуваат македонските безбедносни сили, особено полицијата, секој ден, односно секоја вечер, кога, особено во доцните часови, напаѓаат поголеми групи на бегалци во обид да влезат во Македонија и да продолжат понатаму? Од 19 ноември 2015 година до денес, вкупно 31.398 лица се обиделе да ја преминат границата Грција-Македонија и да влезат на територија на Република Македонија, но поради присутноста на полициските сили на Министерството за внатрешни работи и армијата, истите тие лица не му е дозволен влез. Често пати имаме и уштетување на оградата која што е поставена и тие се дополнителни финансиски трошоци за институциите и за Република Македонија, но ние ги почитуваме договорите кои што се меѓу Европската Унија и Турција и сето она што е донесено како одлуки за регулиран влез за идентификација на лицата кои што влегуваат на територија на Република Македонија. Исто така сакам да потенцирам дека со дневно бројот на обидите за нелегални преминувања во на територија на Република Македонија само пред еден месец беа околу 100, а веќе сега се во просек од 250 до 300 лица во рок од 24 часа. Полициските сили и припадниците на армијата се на терен. Своите задачи и надлежности си ги извршуваат секојдневно и јас се надевам дека концентрацијата на лица блиску до гранична линија на Република Македонија со Грција во внатрешноста од 22 километри на Република Грција има концентрирано од 10 до 11.000 мигранти. Доколку овие лица се релоцираат во центрите кои што се во внатрешноста на територијата на Република Грција, притисокот и обидите за вакви нелегални премини ќе бидат помали. Рокот за релоцирање на лицата од и до мени најпрви им беше веднаш некој ден после великденските празници, тоа беше на почетокот на овој месец, кој што веднаш беше поместен за на крајот на месец мај, а веќе сега е преместен на крајот на месец јуни. Дали ова ќе профункционира и дали конечно овие лица, бројот на концентрацијата на овие лица на грчка територија ќе се намали, останува само да видиме, поради тоа што институциите на Република Грција постојано испраќаат апели до овие лица кои што се наоѓаат во и домени, но истите поради тоа што во најголем процент сте машки лица и се самци, значи не патуваат со деца, не патуваат со жени или со ранливи категории, нивната мотивираност е да останат што е можно поблиску до гранична линија на Република Македонија и секако да ја преминат нашата граница, да си го продолжат својот пат до нивната земја која што е нивна сакана крајна дестинација.